Во економскиот живот, луѓето често користат банкноти и монети за да направат мали купувања. Но кога се работи за поголеми суми, тие плаќаат преку кредитен трансфер или со банкарска картичка наместо со готовина. Ова значи дека парите се пренесуваат од банкарската сметка на платецот на сметката на примачот. Кредитниот салдо на платецот се намалува додека салдото на примачот се зголемува. Кредитниот салдо во банкарска сметка е познат како книговодствена паричка. Банките ги книговодат плаќањата на своите клиенти на нивните банкарски сметки. Кога клиент на банка ќе повлече пари од својата сметка, книговодствената паричка се претвора во готовина. Кога клиентот ќе направи готовинско плаќање на сметката, готовината повторно станува книговодствена паричка. Нема создавање на нови пари со повлекување или плаќање на сметката. Парите само ја менуваат својата форма. Во еврозоната постои многу повеќе книговодствена паричка отколку готовина. Но како се создава оваа книговодствена паричка? Банките создаваат нова книговодствена паричка кога одобруваат кредити. Например, Гидин Мулер има потреба од кредит за да купи автомобил. Тој го договара ова со службеникот за кредити во банката. Банката му одобрува кредит на Гидин Мулер. Износот на кредитот се кредитира на неговата сметка и неговиот кредитен салдо се зголемува. Банката создала нова книговодствена паричка. Тоа го направила без да треба прво да собере депозитни штедни средства. Гидин Мулер треба да плаќа камата на кредитот. Каматата е цената на кредитот. Гедин Мулер сега може да го користи овој кредитен салдо за плаќања. Например, тој може да направи банкарски трансфер за да плати за автомобилот. Банката потоа го пренесува кредитниот салдо од неговата сметка на сметката на продавачот на автомобилот. Книговодствената паричка тече од една сметка на друга и Гидин Мулер го добива автомобилот. Банките, значи, создаваат книговодствена паричка со одобрување на кредити. Постои друг начин за создавање книговодствена паричка. Банката купува средства, например акции, злато или недвижности од својот клиент Геѓа Мајер. Банката потоа кредитира сметката на Геѓа Мајер со износот на купувањето. Оваа постапка може да функционира и обратно. Банката продава средства на Геѓа Мајер и потоа го вовлекува износот на купувањето од нејзиниот кредитен салдо како плаќање. Ова го намалува износот на книговодствената паричка. Книговодствената паричка исто така се уништува секој пат кога Гогдин Мулер плаќа рата од кредитот. Во економијата, нови кредити се одобруваат, стари кредити се отплаќаат, а средствата се купуваат и продаваат од банките постојано. Износот на книговодствената паричка затоа постојано се менува. Бизнисите можат да користат кредити за инвестиции, например за купување на нови машини и зголемување на производството. Ова овозможува економијата да расте. Како резултат, во растечка економија, износите на книговодствената паричка обично растат исто така. Но колку книговодствена паричка може да создадат банките? Како што е опишано претходно, книговодствената паричка се создава главно со одобрување на кредити. Сепак, бизнисот ќе земе кредит само ако има планирани инвестициони проекти и ако очекуваните приноси се доволно високи за да ја генерираат потребната камата на кредитот. Банките пак проверуваат дали зајмувачот ќе биде во можност да ја плати каматата и да го отплати кредитот. Зашто зајмувачот не може да ја плати каматата и да го отплати кредитот, банката ќе претрпи загуба. Банките исто така постојано ги следат трошоците што може да настанат со одобрување на кредити и создавање книговодствена паричка. Например, ако клиентот го користи новиот кредитен салдо за пренос на пари на сметка во друга банка, од гледна точка на банката, парите ќе излегуваат надвор. Банката тогаш често мора да ги поврати тие пари, например со земање кредит од друга банка или со рефинансирање со кредит од Централната банка. Алтернативно може да ги убеди штедачите да инвестираат готовина или кредитни салда во банката во форма на штедни или фиксно трајни депозити. Како правило, банката мора да плаќа камата на овие рефинансирачки мерки. Подготвеноста на банките да создадат книговодствена паричка за тоа зависи од тоа колку се високи трошоците за камата за самата банка. Покрај тоа, секоја банка мора да се придржува кон регулативите за банкарски надзор. Ова исто така ја ограничува способноста на банките да одобруваат кредити и создаваат дополнителна книговодствена паричка. Централните банки исто така вршат влијание врз создавањето на книговодствена паричка преку својата монетарна политика. Во еврозоната, овие се Европската централна банка и националните централни банки на земјите од еврозоната. Во Германија, Бундесбанк. Еден важен инструмент на монетарната политика е политичката стапка, која се применува низ целата еврозона. Тоа е стапката на камата што банките мора да ја платат на Централната банка за своите кредити. Ако се заканува инфлација, Централната банка ја големува политичката стапка.
Како правило, каматните стапки на кредитите тогаш исто така се зголемуваат, што ги одвраќа многу клиенти. Како резултат, банките одобруваат помалку кредити и се создава помалку книговодствена паричка. Ако постои ризик од дефлација, Централната банка ја намалува политичката стапка. Каматните стапки на кредитите тогаш обично се намалуваат исто така. Ова ги охрабрува многу клиенти да земат кредити, со што се создава повеќе книговодствена паричка. Со други зборови, банките можат да создадат книговодствена паричка. Најважните фактори што го одредуваат создавањето на парите се побарувачката за кредити во економијата, трошоците за камата за зајмувачите и банките, кредитниот ризик на контрастрани, регулативите за банкарски надзор и монетарната политика на Централната банка.